Министерството за здравство се оградува од Татовската болница. По обвинувањата за привилегирани вработување од кабинетот на Венко Филипчани одговорија дека јавните здравствени установи се самостојни правни субјекти. Здравствените установи самостојно го прават планот за нови вработувања, додека Министерството за здравство во соработка со останатите надлежни институции дава согласност. Од установата пак велат дека работеле согласно законот и ангажирале лекари од дефицитарни специјалности. ЈЗУ клиничка болница Тетово ги имаше во предвид сите критериуми при вработување и тоа: успехот на кандидатите, возраста на кандидатите, изјаснување на кандидатите за нивен избор на специјалност и статусот на кандидатот дали е специјализант. Од Татовската болница не прецизират што конкретно не е точно во наводите на Асоциацијата на млади лекари, која пак веле дека не е спорна примената на законот, туку самиот закон кој дава дискреционо право на комисијата за вработување. Затоа и бараат негова промена. Ако имаме познавање на јазик, ако имаме полагање на тестови, после тоа се да може да падне во вода затоа што некој смета дека некој не е подобен, тоа ствара проблеми, го елиминира системот на објективност и на вреднување според определено зададени критериуми претходно, така да тоа не е главниот проблем. Проблемот со вработувањата во здравствените институции повторно се актуализираше. Откако во болницата во Тетово, според АСМЛ се вработени лица со привилегии, а не според знаењето и стручноста. Младите лекари обвинуваат дека воопшто не се почитувани правилата за конкурсите за вработување, но и дека ова не е прв случај за вакво скандалозно вработување. Не е првиот, меѓутоа за првиот за кој што имаме веќе документи кои што ги вадиме во јавноста. Ни стигаат дописи дека постојат истите работи на други места, во други болници, други институции. На објавените ранг листи се гледа дека дел од луѓето со најмногу бодови на крајот воопшто не биле ангажирани. За скандалот со Татовската клиника побаревме став од лекарската комора, но оттаму не сакаа да коментираат. Од Министерството за здравство велат дека се фокусирани на зајакнување на кадрот во јавните здравствени установи и од во изминатиот период се вработени над 3200 здравствени работници.